Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски извести дека течат градежните активности на спортскиот комплекс Полјана во Хром. Она што до вчера беше само потреба и желба, сега станува реалност, вели Стојковски. Тука никнува ново фудбалско игралиште со вештачка треба, 2 кошаркарски игралишта, нова фитнес зона, ново детско игралиште. Истакна градоначалникот во објава на социјалните мрежи. Првиот човек на Ѓорче Петров додава дека Хром заслужува современ спортски простор, а Полјана повторно ќе биде символ на енергијата на младите и гордост за целата заедница. Вчера на големиот празник Рождество на Преспета Богородица, денот кога го славиме раѓањето на Мајката Божија, во населеното место Раштак започна изградбата на величествен христијански символ, 21 метарски крст кој ќе се издига како сведоштво за верата и сплотеноста на македонскиот народ, информираше градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Како што истакна Стевковски, иницијативата произлегла од самите граѓани и од црковниот одбор, како израз на љубовта кон Бога и кон родното место. Овој чин е доказ дека кога сме обединети околу вистинските вредности, верата, традицијата и едината, можеме да создадеме нешто свето и трајно. Голема благодарност до сите жители на Раштак, истакна Стевковски, кои со својата поддршка и посветеност уште еднаш покажаа дека заедништвото е најголемата сила. Нека Бог ја благослови изградбата и да се доврши успешно. Сите заедно да се собереме во радост и молитва на осветувањето, истакна првиот човек на Газибаба. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски денеска преку видео објава информираше дека изградбата на коритото на реката Серава и уредувањето на трим патека и парковска содржина, што со децении било ветувано, денеска станало реалност. Ново корито, трим патека, урбана и парковска содржина добива реката Серава. Денеска го започнуваме финалното чистење на реката. За некој ден ќе бидат поставени и клупи на трим патеката, информираше Костовски. Првиот човек на Бутел посочи дека наскоро ќе следува и настан за свечено отварање на, како што вели, овој голем проект кој чини 70 милиони денари. Костовски додаде дека во следниот мандат ќе продолжат со уредувањето на Серава во другиот дел на општината. Тимовски во обиколка на улиците заедно со хигиеничарите на центар затекна контејнери обкружени со купишта ѓубре, информираат од општината. Од терен Герасимовски упати апел до јавното предпријатие Комунална хигиена редовно да го собира отпадот и да ја превземе својата законска обврска. Целата општина е полна со смет. Нашите хигиеничари се постојано на терен, го сработуваат сето она што комунална хигиена не го сработува изминативе години. И после овој мој апел, повторно ќе слушнеме демант на јавното предпријатие, дека навремено си ги завршуваат своите обврски и го собираат сметот од улиците, рече градоначалникот на центар. Во утринската акција, хигиеничарите на ПУЦ го расчистија просторот околу контејнерите. Герасимовски порача дека општина Центар ќе продолжи да работи во интерес на своите жители и кога тоа е надвор од ингеренциите. Првиот човек на Центар најави нова опрема која ќе се набави во наредниот период. Актуелниот градоначалник на Киселавода и кандидат за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски заедно со премиерот Христијан Мицкоски извршија увид во започнатите градежни работи во новата градинка во Расадник. Градинката се простира на површина од 800 метри квадратни, ќе згрижи 120 деца со вкупно 6 занимални, од кои 2 наменети за јасли. Со овој проект, листата на чекање за упис, која претходно изнесувала на 400 деца, се сведува на 0, овозможувајќи примање на деца и од други општини. Ѓоргиевски истакна дека работата со љубов и посветеност кон народот дава поголемо значење на секој проект и создава темел за иднината на младите генерации. Тој додаде дека Скопје треба повторно да заживее и да ја врати гордоста и достоинството што го заслужува. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја